Почитувани гледачи, добро вечер. Нов четврток, ново издание на емисијата Визави на програмата на ТВ каналот ВИС. А во неа наш и ваш вечерашен гостин е господинот Александар Поповски, стар добар пријател на нашата телевизија, долгогодишен пријател на нашата телевизија, човек кој повеќе пати гостувал во разни емисии на програмата на ТВ каналот ВИС. Господине Поповски, добро вечер и добро дојдовте во студиото на ТВ каналот ВИС. Добро вечер и да ги поздравам сите гледачи на телевизија ВИС и голема е честа што сум повторно овде. Така. Ова емисија не е единствениот повод, всушност е споредниот повод за вашето гостување во Струмица, за вашиот престој во Струмица. Оној прв повод мене многу ми се допеѓа, ајде да им откриеме на гледачите за што станува збор. Вака, како што кажавте, поводот за моето доаѓање во Струмица е 85 годишнината од раѓањето на татко ми Анте Поповски. Тој беше познат писател и литерат, публициста, академик и мислам дека е добро да ги направиме, да прославиме 85 годишнината од неговото раѓање. Анте Поповски тоа го заслужува. Тој беше голем и човек и голем литерат, човек со кого Македонија се горди и треба да се горде уште многу години. Благодарам, Ѓоко. Поводот за моето доаѓање е аманетот на татко ми. Тоа морам да го кажам. Така. Значи, на оваа 85 годишнина, он никош не ни рече кога ќе правиме, него рече, пред умирање, рече дека Струмица и Велес обавезно да бидат градовите во кој ќе се одржи било какво негово чествување. Така. Значи, тој аманет ние не смееме и не ни помислуваме да го погазиме и затоа јас дојдов во Струмица, денеска бев благодарение на вас и до општината во Струмица, кај господинот Киро Парталов, поразговаравме на таа тема, наидовме на огромно разбирање, со големо задоволство го кажувам ова и мислам дека во 2016 година ќе направиме една прекрасна промоција. Зошто Струмица? Татко ми имаше голем број пријатели во овој дел. Не само Струмица, Ново село. И цел дел на Струмица. Значи, тука беше и формирана на некој начин МААК, неговата партија, што формираше првата партија во Македонија. Тоа беше Семакедонска акција, МААК. Движењето за Семакедонска акција. Така. Значи, голем број пријатели има овде и на некој начин сакаме ние на тие негови пријатели и поборници да им се реваншираме со одржувањето на таа литературна вечер посветена на Анте Поповски. Поводот за тоа е голем, значи излегоа сите избрани 9 дела негови, значи 9 тома. Изборот си го правеше сам и сега што ќе состои 2016 година. Прво е преведена еден избор поезија во Софија, ќе одиме на таа промоција, започнува со тоа, значи во Скопје ќе правиме во општина Центар нешто сме во преговори да направиме, но се уште е многу рано да направиме еден вид на библиотека која ќе се вика Анте Поповски, каде што таму ќе се менаџира, луѓе ќе предаваат креативно пишување на студенти, на тоа. Значи, тука имаме голем број пријатели, да не кажам дури и нобеловци што се живи за литература, што би дошле да го испочитуваат тоа. Ова кој ви го кажам, верувајте, и сигурен сум дека и во Струмица ќе донесеме сигурно еден голем нобеловец за литература. Голем нобеловец. Чим е нобеловец е голем, тоа се знае. Ќе дојде тука и мислам дека ќе направиме еден прекрасен. За тоа ќе зборуваме повторно, се надевам, кога ќе дојде време, кога ќе дојде таа 2016 година, непосредно пред одржувањето на таа литературна вечер посветена на Анте Поповски по повод 85 годишнината од неговото раѓање. Анте Поповски без друго тоа го заслужува, а Струмица достојно ќе го одбележи тој ден кој ќе биде избран или од ваша страна како семејство. Господине Поповски, долго време, едно време многу често се гледавме како вие бевте вработен во лотеријата на Македонија, на висока позиција бевте во таа компанија и ние долго често како партнери, значи соработувавме ТВ каналот ВИС и Лотарија на Македонија.
Кај бевте тоа долго време, од последното ваше гостување на програмата на ТВ каналот? Моето последно гостување, јас колку што се сеќам, беше 2007, крајот на 2007 година. Од 2010 година јас ја напуштив Лотарија на Македонија и работам како консултант за игри на среќа. Значи, во 2012 година не зборам у множина, бев повикан од украинска компанија во Украина, поставив Instant Лотарија. 2013 од месец јули до почетокот на 2014 во Романија поставив Бинго. Значи, тука сум горд на тоа Бинго, бидејќи од почетокот до крај го поставив Бингото. 2500 луѓе работеа и сепак ќе се сложите со мене, во една европска држава да поставувате Бинго е голем предизвик, и да поставите продажбата во една Романија која е огромна држава, дури поголема од Југославија, и тоа доста поранешна Југославија, доста поголема, да поставите Бинго е еден преголем залак, и јас тоа успешно го земав. Значи, ме ангажираат компании кои аплицираат за лиценци за игри на среќа, се обраќаат до World Lottery Association, значи тоа е светска лотариска асоциација, еве јас ќе покажам една доколку може до камерите, не е тоа толку битно. Ова е акредитација од World Lottery Association, во Македонија ја имам само јас. Значи, овде се става мојот отисок, и во сите IT центри во World Lottery Association јас можам да влезам. Зошто ви кажувам за World Lottery Association? Заради тоа што е алфа и омега во игрите на среќа во светот, заради тоа што World Lottery Association ги креира сите новини во игрите на среќа. Јас ги поминав сите конгреси и воркшопови во World Lottery Association, и затоа ја имам оваа акредитација. Во Србија, во Нови Сад има еден човек, во Хрватска има еден, во Македонија јас, само за една илустрација, во Романија и во Австрија нема. Во Албанија исто така поставував Бинго. Косово ме ангажира за кратко за некои мали совети, и во Косово. Значи, во моето CV тие држави се влезени. На кој начин, како дознаа за вас во Романија и во Украина, кој всушност ве ангажира? Така, значи World Lottery Association, они се обраќаат до Светската лотариска асоциација и спрема геополитичката положба на ова, они кажуваат, во Македонија го имате тој, во Србија го имате тој. И тие го гледаат CV-то, они контактираат со сите нас, се прави видеоконференција и на тој начин паѓа изборот, така? Паѓа изборот, се одлучуваат они и ти одиш. И колку сте задоволни, господине Поповски, од собствениците на тие лотари, каква беше таа комуникација, таа деловност, професионалност? Морам да кажам, преголем е предизвикот, деловноста морам да ви кажам дека е страшно. Јас таму се запозна во Романија со Джиджи Бекали, газдата на СТАУ, се запознав со Јон Тиријак, еден од најбогатите луѓе на овој дел на светот. Значи, седевме вака и пиевме кафе со него. Ме прашуваше за игри на среќа, за наградни игри и сето тоа. Разговаравме, значи, преголемо искуство, е огромно искуството за мене. Верувајте ми дека се чувствувате дека вредите за нешто. Кога одите во една европска држава, каде што веќе законите се поставени во Романија, знаете како мора да размислувате. 2500 луѓе се вработија во тој менеджмент. Што направива? Тоа е компанија која ден денеска има 387 кладилници во Романија. Тоа не е државна лотарија, бидејќи државната лотарија само Бинго не прави и може друг приватна компанија да аплицира за лиценца за Бинго. Таква компанија мене ме зема, тоа е оваа компанија што ви кажувам. И значи има 387 кладилници, го земаа Бингото, го направивме Бингото, траеше година и 4-5 месеци, значи нив ги кошташе околу 2,5-2,700 негде сите трошоци за Бингото, го продадува 5 милиони и 700, 5 милиони и 800. Значи ја билдаат фирмата и ја продаваат. Но, ја не ви кажувам сега за обртот низ таа година и 4 месеци. Значи, стартувавме со 600.000 евра уплата првото коло, за да негде 11-12 коло дојдеме до 1,5 милиони евра, каде што падна на 1 милион до 1,2 милиони.
Уплатата од тие 52 и уште 72 недели не ви ги кажувам во тие 5,5 милиони. Они добивка негде за година и 7 месеци и 4 месеци околу 24-5 милиони евра. Така, добро. Кажете ми, што се случува со нашава македонска лотарија? Ме прашувате, се надевам за државната лотарија, сегашната лотарија, значи тоа треба, мислам дека нив да ги прашате. Јас секогаш ви стоам на располагање за една, доколку направите една панел емисија, да поразговараме малку и да ги отвориме. Јас на вистина не. По она што го гледам, што се случува со државната лотарија, во кратки црти ќе ви кажам. Они имаат од класични игри на среќа, лото и инстант лотарија. Бинго нема? Немаат бинго. Тоа е запрепастувачки факт. Значи проба да го разработат на два пати со многу желба и надеж, но се виде дека нема познавање во таа бранша. Лотото мене ми делува, сегашното лото, значи не може да се сокрие, тоа е извештај што даваат на телевизија. Лотото ми делува на преносот на лото ми делува на 80-тите години или 90-тите години на минатиот век. Знаете, од времето на Сузана Манчич. Сузана Манчич во Југословенска лотарија. Значи не може такво лото да постои, бидејќи лотото има милиони други примеси што може да се стават сега во лотото, како подигри, игра за публика и сето тоа. Не. Значи, они имаат, сега ќе ви кажам, околу 1.100.000, 1.200.000 од она. Што го гледам на извештаите на лото уплата, имаат два пати во неделата, 1.200.000 денари. Тоа се 20.000 евра во среда и 20.000 евра имаат во сабота. 40.000 евра неделно, 4 недели по 40.000 евра се 160.000 евра, од кои 80.000 евра одма идат во добивки и 80.000 евра се во плати, во трошоци, во маркетинг, во емисии, во сето тоа. Мислам, пазите. Тоа е малку за една лотарија. Па тоа е околу 1,5 милион евра на годишно ниво. Промет. Знаете што е тоа? Ние имавме со 300.000, 200.000 евра, 200 и нешто, не 200, со 170.000 евра ние затваравме летно време еден месец лотото. За да не падне надоле, па после се мачиш да ја дигаш горе. Значи, ова е малку, мислам дека е големи... На што се должи според вас ваквиот мал профит на лотарија на Македонија? Дали на економската состојба на граѓаните кои не можат да уплаќаат бинго лота и да ги следат тие игри на среќа? Или можеби на лошата организација на... Две работи. Така. Првата е ова што го кажавте. Така. Но, никакво оправдување не е. Кај мене е мислењето дека непознавање на материјата е пред се. А втората работа е, еве нема народот пари, така? Ама потребно е да му поставите добра игра за да загризе народот, каде што ќе има фондови, каде што никој нема да брка седумката од 200.000 евра, пример. Ќе брка петката која ќе ви донесе 1.000 евра, која ќе ви донесе 2 просечни плати, која четворката ќе ви донесе сето. Тоа е незнаење, миксање на фондови не знаат прво. Да, нема пари, меѓутоа обложувалниците се полни. А автомат клубовите? Каде е лотаријата? Каде е лотаријата? Зошто државната лотарија сегашна е на 18 или таму не знам кој кат во македонска телевизија, тоа ли е државна лотарија? На 18 кат вработени 30-35 луѓе. Само, значи во класичните игри на среќа ви кажувам, каде што потпаѓаат лото, бинго, инстант. Тоа 35 луѓе работат во тоа, ние работевме 320 луѓе, 320-400 други договорен однос што работеа за нас и околу 150 други компании, печатници, локални телевизии, локални радија, телевизии и сето тоа работеа со лотарија. Значи... Она што ме интересира, господин Поповски, слободно. Вие како експерт по таа област, долгогодишен вработен во лотарија на Македонија, чинам дека преку 20 години. И 2 години. 22 години беше таму. Нели знаеше лотарија на Македонија да ги ползува вашите искуства, вашето знаење? Јас не знам што да ви кажам на оваа тема, значи вака се, ќе ви кажам една работа што мора да се каже. 2009 година Добро. ние пробавме
Не пробавме, најнормално поднесовме документација за продолжување на лиценци за игри на среќа. Значи, за да приредувате игра на среќа мора да платите лиценци. Тоа е лото, бинго, инстант, кладилници и сето тоа, големи пари за државата. Ние не најдовме на одговор во 2009 крајот и 2010 не ни одговорија зошто. Јас сега не ми е јасно зошто се подготвувала. Тогаш истекуваа лиценците. Истекува и вие морате да ги продолжите за да приреду. Не ни одговорија, не најдоа за сходно да ни одговорат, зошто и како, по неколку барања, каде не сме тропале на врати, не, туку се формираше државна лотарија. Друга државна лотарија, што зборевме која е сега државната лотарија оваа. Проблемот е што како можеше, значи никој не вика да останевме ние на работа, еве си формираат лотарија, нека прават. Зошто не се исползува инфраструктурата на нашата лотарија? 100 дуќани тврда градба, 250 дуќани киосци, современи објекти. Онлайн системот беше појак од австриската лотарија. Значи, ние уште тогаш, 2001, 2002, 2003, бевме во Европа со лотаријата. Австриската лотарија немаше онлайн, има полуонлайн, ние имавме онлайн систем. И кадарот дури, и цела оваа инфраструктура, туку така да се напушти, зошто? За да се формира една држава. Зошто не се искористи инфраструктурата? Мене на вистина туку така, јас морам да го спомнам, професорот Трајко Славевски, тогаш беше министер за финансии, туку така да укине една лотарија, а да формира друга лотарија. За доброто на државата, за доброто на народот, требаше да се формира државна пример лотарија, но да се искористи целата инфраструктура што имаше нашата лотарија на Македонија. Значи, најдобро ќе беше и најбезболно таа работа да се направи. Зошто ви го зборувам ово? Уште ова па прашете што сака. Верувајте ми дека ние 50 милиони евра, постојат книги, постојат документи, 50 милиони евра годишно промет беше на игрите на среќа на лотарија на Македонија. Колку училишта ќе изградеше мојата лотарија кај што работев? Значи во образованието. Колку игралишта, сега што се прават игралишта, не од буџетот, лотаријата ќе требаше да ги гради тие, како што ние правевме. Да, се сеќавам на периодот кога еден огромен процент од добивката на лотарија на Македонија одеше за потребите на социјално-хуманитарни, на телесно инвалидизираните лица, за спортски здруженија, за манифестации, култура и така натаму. Така. Значи, еден дел е образованието со школи, другото е со игралишта, третото е на Западот. Знаете зошто постојат лотариите? Пред се за социјално-хуманитарните организации. Заради тоа се и формирани со указ на нивните собранија и парламенти. Не може да се играте вие. Значи, мора да давате таму средства. И сега, најнови трендови во лотариите, во туризмот на државата. Големи средства изделуваат лотариите во туризмот на државата. Јас се прашувам зошто, навистина ми е многу криво, зошто не се искористија, повторно ќе се навратам, ресурсите и инфраструктурата. Да, јас се сеќавам на периодот кога, еве, ги спомнав телесно инвалидизираните лица, кога Бранимир Јовановски, олимпискиот шампион од Барселона, лотаријата на Македонија го финансираше неговиот подготвителен период за подготовка за да учества на таа олимпијада, па дури престојот таму и сета таа организација. Ние дури грепка направивме олимпијада 94-та, мислам како беше. Сите средства, 70% од средствата додат во Олимпискиот комитет на Македонија. Мислам, пазите, разговараме за некои работи што без никакви навреди на одредени луѓе. Ова е... Добро, ми интересира, колку мина останавте без работа? 320 луѓе без работа, вработени во лотарија, 300 договорен однос, што работеа за нас, што продаваа по разни киосци свој по сето тоа, и многу компании што работеа со лотарија. Не останаа без работа, али многу буџетот им се скрати, бидејќи ние печатевме. Знаете што, игрите на среќа не е производ, не се очила.
Надеж, ако не е присутен маркетингот, Така. PR-от ако не е присутен, вие воздух, надеж продавате. Да, и токму затоа ние многу често се гледавме на програмата на ТВ каналот ВИС. Вие користавте простор и време да промовирате нови игри на среќа и така натаму. Често пати знаеше во Струмица да се падна голема премија. Јас се сеќавам таму во 90-тите години кога во Струмица падна премијата од 1 милион. И тоа во селото Штука, 1 милион марки. Сума од кој може да ти штукне паметот се падна во Штука. Така. И вие тоа го покривте прекрасно. Така. Беше тоа одлична соработка, жал ми е што сега немаме таква соработка. Она што ме интересира, вие сте надвор од 2009-та, од кога сте? Од 2010-та, месец август, 10 август дадов отказ, пошто не е коректно да седиш, можда можев уште пола година да седам, немате дејност, немате што ќе правам во канцеларија. А се понудивте ли на новото раководство? На сите тројца досегашни директори на лотарија. Значи првиот што ја основиваше, стварно не знам името како беше, вториот беше господин Дане Кузмановски и третиот беше господин Владо Бакчовановски. Значи, се понудив не за вработување, се понудив ако може да ми искористат со моето знаење. Ветува што е право луѓето, но најдена така. Потоа некако успеав да најдам контакт и да ме примат и прекрасно да ме сослушаат и премиерот на Република Македонија господин Груевски и министерот на финансии, бидејќи лотаријата потпаѓа хиерархиски под Министерството за финансии. Значи кај Ставревски. И кај господин Ставревски. Така. Верувајте ми дека господин Ставревски преку неговиот кабинет иницираше средба, значи се завзема, иницираше средба со генералниот директор на лотаријата, на државната лотарија господин Бакчовановски. И јас им ветив и на премиерот и на министерот дека во првата година ќе имаме 65% пораст на уплатата, во втората година до 100% и на третата година до 200%. И кога отидов кај Бакчовановски, он вика, па напиши вика нешто на хартија, не е за да напишем, ја тајната не ја чувам. Јас сум и воспитан да не чувам тајни, да не кријам моето знаење, туку цела работа е ако вие сте ветиле на двата најрелевантни фактори во државата, дека ќе имате 65%. На што јас ке личам? Значи мораше да биде под моја контрола, ја не бара вработување, али јас да го контролирам сето тоа како треба и што треба. Јас гарантирав дека за 3 години ќе имаме околу 200 до 250 вработувања во лотаријата. Не може државнава наша лотарија сегашна нема инфраструктура, нема продажно место, господин Ѓоко. Па што се случи со инфраструктурата? Со нашата? Да, со вашата. Постои. Да, и постојат киоците, постојат тврдата градба, ма тоа не се продадени, така? Не е продадено, сигурно во некој дуќани такви, некој ги зел под кирија и сигурно се продаваат игри на среќа, сигурно. Но не може, нема во светот лотарија која нема своја инфраструктура. Нема. Еве сегашната државна лотарија покрај класичните игри ги има и видеолотарија. Значи тоа е современ тренд во светот на видеолотариите. Така. Немаат каде да ги пласираат. Идат во приватни кладилници. Може ли да стан за процент таму тоа и тоа. Автомати имаат во кладилници ги постуваат. Не е тоа лотарија државна. Не е тоа државна лотарија. Значи, ако се фатите да правите, ова е еден апел до сите што се бават со бизнис во оваа држава, дури и до функционерите, дека, верувајте ми, обртот на лотаријата, годишен обрт може да иде во Македонија меѓу 50 и 60 милиони евра. Ако ви кажам дека кладилниците имаат, трите најдобри кладилници, негде имаат по 50-60 милиони евра. Промет. Има ли спортска прогноза во лотарија на Македонија? Нема. Проба да не сатне. На тој начин не може спортска прогноза. А народ бара. Значи треба посветеност на спорт, треба знаење на спортската прогноза. Јас со Тото Калчо контактирав. Со Тото Калчо, ја не измислив топла вода, само ги слушав у почетокот луѓето. После сите нивни идеи ја ги пренасочував за нашиот пазар, за Македонија. Не може да не ве прашам, господине Поповски, кој промет го остваруваше лотарија на Македонија во тоа време? Сега ќе ви ги кажам најдобрите периоди, така?
Ако тоа не е некаква тајна. Никаква тајна постојат би во Управа за приходи и у Министерство за финансии. Значи, ние имавме вака. Сега ќе ви кажам по коло, па понатаму вкупно. Нема да биде долго. Значи, околу просек негде во најдобрите времења 200 до 250.000 евра во коло. 4 кола во месецот, околу 800 до 1 милион евра. Лото. Добро. Бинго, имавме 1.979.000 картици во едно коло. Тогаш беа марки, али марка евро исто беше. Исто. Значи 979.000. Тоа секој втори жител на Македонија играше за малку во Гинисов рекорд. Ке влезевме секој втори жител и кој се купува на метар бинго. ТВ бинго која беше. Значи 979, значи 1 милион месечно од лото. Околу 1 милион од бинго. Која падна бингото, после падна на 600.000, на 400.000 и сето тоа, али 1 милион удрите милиони 200 и 300 на бинго, тоа се 2.200. Потоа грепките скречот идеа околу 250.000. Така, 2,5 милиони. Месечно. Значи веќе дојдовме до колку 2,5 милиони. Така. Удрете на 12 милиони, 12 месеци, тоа се 25 милиони негде. Така. Каде се дури 30, добро. Така. Каде е кладилницата? Значи тие се во посебни игри, кладилница, бинго, автомати. Уште толку стајте 25-30 милиони, ставете ги во прометот. 55-60 милиони евра. Така. Компаративно со сегашната состојба, многу на малку, така? Значи не можам да кажам, сега они лото имаат... Според ова што вие го гледате на телевизија, јас не ги гледам. Предпоставам 1,5 милиони евра имаат лото годишно, бидејќи имаат еден, го пријавуваат, 1.200.000 во коло. 20.000 евра имаат уплата на национална игра, мислам, немојте. Значи 1,5 милиони имаат годишно на лото, 1.200.000 негде и 300 по мое на инстант лотаријата, бинго немаат. Сега, колку имаат на автоматите и колку имаат на видеоигрите, тоа не знам, но сигурно не е многу, бидејќи не е во свој локал. Тоа е се во туѓи локали. Не е заинтересиран тој во кладилницата, бидејќи нема процент за него. Газдата во кладилницата има процент, продавачот не добива процент од продадено. Значи, и плюс народот не ги знае тие игри. Значи, треба друг пристап, друг пиар треба. Според ова што го рековте, произлегува дека државата губи многу. По мое губи околу 45 милиони евра годишно. Така. Како што дека рековте, пари кои може да се пренаменат или дел од парите да се пренаменат за многу позитивни нешта, нели, за изградба училишта, градинки. Не знам колку кошта, навистина не ме интересира тоа. Колку чини изградба на едно училиште, на една градинка, на едно игралиште, на се. Мојата желба беше, најголемата желба, но со затварање на компанијата и спласна таа желба. Сте биле во Скопје, редовно идете и сето тоа. Кај Путник, кај Кармин, знаете дека е огромна гужва во самиот центар. Јас имав желба и идеја да направиме еден надвознак таму, бидејќи е навистина голема гужва. Не може, тоа е тесно грло во Скопје. Сакавме да направиме со ковано железо, да биде тоа и значката на лотарија на Македонија. Порано кога излегувавме со девојките, се чекавме каде пред Путник. Едно време ми текна, ајде пред значката, пред лотарија, мостот, ќе збори народот и сето тоа. Многу ќе се олеснеше. Отидовме до локалната самоуправа, јас бев. Они не најдоа за сходно да одговорат на таа работа. И втората работа, што остана моја неостварена желба, беше оние турнири за млади дечиња што ќе ги организираше лотари, ќе ги спонзорираше лотари. На мал фудбал, на ракомет, гледате, на кошарка, на сето тоа, лотарија се понудуваше, се нудеше тогаш. И со Олимпискиот комитет разговаравме, и со одредени спортски екипи во Македонија разговаравме, сето тоа остана така. Не од нас, од... Така, добро. И што предлагате вие? Што може да се промени, нештата да тргнат на подобро? Многу лесно може да нештата да се подобрат. Немојте да ме сватите се арогантно дека јас идам вака, многу нешто. Вистински луѓе. Значи не барам ни работа ни ништо. Барам консултација, консултант ли да бидам, како сакате, крстете го тоа. 2 до 3 години.
да се стаат уздите, што вика народот, на лотаријата. Да земаме еден тим од 3-4, не треба плата, треба да имаат хонорар, значи не бараме вработување. Да ја поставиме лотаријата на вистински места, да вработиме луѓе со нови идеи, со следење на World Lottery Association, значи сите трендови со посета на воркшопови таму, да видите како се потенцира производ во киоск, како го фаворизираат некој производ што треба да виде во киоск. Таа школа само да ја видите, Лас Вегас научиле нашиве Лас Вегас. Играчка е Лас Вегас. Играчка е за класичните игри што слушаме по 70, по 100 милиони евра премија на лото. Играчка. Значи, мислам дека постои екипа во Македонија, јас ги знам сите, мои бивши колеги што си работат на разни софтвери во светот и сето тоа, за доброто на Македонија, за доброто на лотарија, да го собереме тој тим, не треба вработување, не треба ништо. Хонорар за тоа што треба. Но, тие што водат лотаријата, тоа да го слушаат. Со две раце ќе потпишам на сите, доколку не се направи тоа, значи сите пенали да ги платиме ние, тие 4-5 луѓе. Верувајте ми што ви кажам, пошто ако вие газите во Азербејџан, ако вие, јас знам што се случи во лотаријата, еве сега ме викаат, тоа можам веќе да се отворам во Камбоџа. Не, тоа сакав да ја прашам, што правите во моментов? Не сте во Украина, не сте во Романија. Кај сте сега? Тоа. Кај сте сега? Сега имав видеоконференција дефинитивно, значи можам да го кажам тоа. 90% е готова работата за Камбоџа. Но таму е огромен проект. Проектот е формирање на државна лотарија во Камбоџа. Значи сите овие игри, класични игри. Сигурно дека јас таму сам нема да можам тоа, ќе побарам луѓе што ќе помагаат секој во свој домен и мислам дека за една година ќе поставиме Камбоџа. Но не е бара, тоа не изискува од мене година дена седење во Камбоџа. Даваш задачи на софтверот, ова, сакам ова да види. Ми го даваат менаџерскиот тим, ги обучуваш и одиш низ цела Камбоџа пред се да го истражиш пазарот и да ја поставиш продажбата. Пред се да го истражиш пазарот. Дали била урбана, дали била рурална земјата. Ја видов на интернет што е и како е и ќе се направи. И има уште една, за тоа не можам да зборам, една друга компанија со големи фондови, амерички и европски фондови, што сака во една јужноамериканска држава да прави, значи и со нив контактирав, но за тоа е премногу рано за зборење. Камбоџа е веќе опипливо дека мислам дека ќе... Така. И она што во моментов го работите, ќе се вратиме повторно на првото прашање со која започнавме емисијава, е организирањето на 85 годишнината од раѓањето на вашиот татко, познатиот и признат македонски писател Анте Поповски. Јас се надевам дека таа ваша организација како семејство и сите ваши пријатели, еве денес ви излезе во пресет и општина Струмица, дека ќе се вклучи во организацијата на таа промотивна литературна вечер која ќе се случи во нашиот град во чест на Анте Поповски. Се надам дека така ќе биде и во другите градови. Спомнавте 5 града, така? 5. Кои се тие? Велес или за татко ми вториот Ерусалим, значи, Струмица, Велес, Скопје. Струмица, Велес, Скопје, нормално ќе има 2-3 работи таму. Ману ќе направи, се надевам нешто. Струга, така, како еден од основачите на Струшките вечери на поезија, и Лазарополе, неговото родно место. Мислам дека таму ќе направиме исто убава работа. Има, господин Ѓоко, има многу поблагородна работа од организирање на игри на среќа во животот. Јас сега се најдов. Значи, јас потекнувам од едно такво семејство каде што во мојот дом биле од еден Блаже Коневски, до Бранко Гапо, до Драган Николич, глумци се, значи големи луѓе биле, Велјко Булаич бил кај нас дома. Значи, сум растел со такви луѓе. Сум растел. Јас никош не сум бил далеко од културата. Да, малку е чудно. Литература, син на писатела се занимава со... Тоа е, али татко ми не правеше... Значи, ја имам новинарство дипломирано. Така. Интердисциплинарни студии на новинарство. Колеги. Да. И никош не сум бил далеко. Но морам да ви кажам, поблагородна работа од културата и од културното наследство на Македонија, мислам дека во моментов нема. Сега е моментот да се збиеме сите во Македонија и да направиме
нашите вредности конечно да ги види светот. Значи кога ви кажувам дека ќе дојде дури ќе не испочитува еден Нобеловец Така. за да кажа. зборува нешто за Анте Поповски, тоа е голема работа. Организирам и некои концерти, но некако менаџер помагам на некои млади групи, што правам им помагам на млади литерати да прават промоција. Знаете како е, тешко е до простор, тешко е до се. Мислам дека моите контакти со одредени луѓе од културата останале и им се наоѓам на некој начин. Господин Поповски, отприлика јас имав тоа да ве прашам според она што си го напиша во мојот сценарио, што би додале за самиот крај? Па не знам што да ви кажам, ја прекрасно се чувствувам овде и баш сега со Јанко... Не ви е прв пат за тоа. Не ми е. Со Јанко баш разговаравме, викам дај бе Јанко најди некоја куќичка или стан, еден да си дојдам овде малку да поживеам. Ја сакате Струмица, не? Многу ја сакам. Така. Многу ја сакам. Дојран и Струмица премногу ги сакам. И се чувствам прекрасно уште еднаш да ги поздравам сите гледачи на телевизија ВИС, сите струмичани и ќе дојдеме во 2016, уште една-две емисии ќе направиме, ќе поканиме, верувајте ми, ќе направиме една одлична и достојна презентација за ликот и делото на Анте Поповски. Ако општина Струмица ви излезе во преса, тоа околу организацијата на таа промотивна литературна вечер во чест на 85 годишнината од раѓањето на вашиот татко, познатиот и признат писател Анте Поповски, тогаш имајте на ум дека и ТВ каналот ви се тука за се што ви треба околу таа вечер. Од средбата во општината, право во ТВ ВИС за да се презентира. Ви благодарам уште еднаш за и јас многу ви благодарам и поздрав уште еднаш. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издање на емисијата Визави. Се гледаме за 7 дена во истото време. До тогаш, довидување.